Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во анализата на 24 вести. Специјалното јавно обвинителство денеска ја објави истрагата наречена Таргет, според која специјалното јавно обвинителство тврди дека прислушувањето во Република Македонија е направено од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање. Во оваа истрага се осомничени 10 лица, меѓу кои двајца наредбодаватели кои се од врвот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Од специјалното јавно обвинителство на денешната пресконференција не ги кажа имињата на прво обвинетите согласно нивната политика за презумпција на невиност, но во медиумите веќе се вртат и имиња, тоа се имињата на Сашо Мијалков и на Горан Грујовски, кои веќе се поврзани и со други истраги кои ги води специјалното јавно обвинителство. Меѓу другото, во оваа истрага Таргет е кажано дека се преслушувани повеќе од 5000 луѓе, но овие се само дел од разговорите кои се добиени од телефонските оператори. Еден телефонски оператор не ги дал другите податоци, а таму има најголем дел од разговори. За ова ќе разговараме со Мери Јордановска, новинар и универзитетскиот професор Гордан Калајџиев, кој секој момент треба да пристигне во студиото, а Јордановска е веќе тука. Јордановска ја викнавме вечерва бидејќи денеска таа беше една од оние кои беа посочени на пресконференцијата на СЈО како новинари кои биле преслушувани во еден прилично долг временски период. Јордановска, денеска претпоставувам дека ја следевте пресконференцијата во живо и кажете ми, се изненадевте ли кога го слушнате своето име? Па, сега да бидам искрена, не бев изненадена, бидејќи веќе уште минатата година, знаеш, дека ги добивме папките со прислушувани разговори од страна на опозицијската СДСМ. Меѓутоа, тие папки содржа неколку разговори, конкретно кај мене транскрипти од 3 разговори беа, од кои што повеќето беа со лица од опозицијата, на кои што имам разговарано за одредени теми што сум ги пишувала, што сум ги работела, и со колеги кога разговараме кој треба да дојде на брифинг, зошто тој е потребен да дојде на брифинг и слично. Она што ме изненадија, што не бев запознаена досега, е дека сум била прислушувана во рок од 1 година, и кога го видов тој временски период на прислушување и историите кои што ги има објавувано во тој временски период, ми стана веќе јасно зошто сум била таргет, условно кажано, на Управата за безбедност и контраразузнавање. Чувството реално ми се повтори истото чувство од минатата година, кога не ви е ново. Не е ново, навистина не е ново. Меѓутоа е исто, значи не е намалено темпото на шокираност, на разочараност, на недоверба кон државата, така што можам да кажам дека ова што јас го чувствувам, че во моментот сега го чувствуваат уште 5000 лица сигурно кои што знаат или претпоставуваат дека биле следени, меѓутоа јас и денеска првиот порив што ми беше го напишам е да се извинам на секој оној со кој што јас сум водела разговор, било каков телефонски во таа 1 година, затоа што тука биле вклучени и мои блиски луѓе кои што немаат допирна точка ниту со политиката, ниту со било какви влијанија и слично. Да се извинам на мои колеги со кои што исто сме зборувале во доверба, да се извинам на мои извори на информации кои што ми се јавиле на мене за да споделат некоја информација без да сакаат изворот да биде кажан во јавноста, а сето тоа произлегува дека било следено од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и дека некој таму се седел и си ги куцал тие муабети, можеби до некои разговори од тие не допреле до него, меѓутоа и да не допреле, самиот факт дека тоа било слушано е навистина разочарувачки, најблаго кажано. Да. Добро, еве, ова нека биде вовед за емисијата, бидејќи само ова што го кажате сега, оваа реченица има толку импликации во неа, толку прашања се отвараат, како на пример сите оние луѓе кои биле непосредно преслушувани бидејќи разговарале со вас, каде се тука и нивните права, но и она што го кажавте за луѓето кои ви се јавувале за информации, кои биле изворени информации, каква ќе биде сега нивната доверба во иднина да се јават на новинар, да споделат нешто или да откријат, ќе зборуваме за ова, но пред тоа јас ја повикувам режијата да видиме блок реклами и потоа ќе продолжиме со емисијата.
Да, се враќаме во студиото, сега сме и комплетни. Добро вечер и за професорот Калајджиев. Како што кажав во воведот за акцијата на специјалното јавно обвинителство, значи преслушувани се 5827 лица, но како што исто кажав, тоа се само дел од разговорите, бидејќи еден телекомуникацијски оператор се уште не ги дал податоците, ќе зборуваме и за тоа подоцна. Преслушувањето било вршено со 3 различни системи и било од 2008 година, а третиот работел и во 2015 година. Професоре, предпоставувам дека и вие ја гледавте пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство. Од оно што можевме да разбереме, сега осомничените се гонат за злоупотреба на службена положба. Кажете ми вие, според оно што го чувте, доколку оваа истрага е подкрепена со докази, доколку дојде до обвинение, кои се друго кривични дела би можеле да се најдат во тоа обвинение? Добро вечер, благодарам за поканата. Јас едно време престанав да гостувам во овакви емисии, седа дека реков да не се повторуваме додека не дојде нешто ново важно. И еве денеска дојде нешто ново важно, навистина зачудувачки дури и во јавноста, можеби заради збунетост, можеби заради тоа што луѓето мислеа дека тоа веќе е суштина позната работа, кој и како прислушкувал. Имавме помала реакција за една релативно голем чекор. Имено главната задача, верувам, што беше поставена како задача пред специјалното обвинителство, како што го нарекуваме, беше токму истрагата на собирањето на докази и процесирање на случајот прислушкување или големата афера, за кој во Македонија да се стави крај на самовластието на тајната полиција и на политичката елити што ја користат. И тоа се чинеше поважно отколку овие другите дела кои што се дознаа со прислушкуваните разговори и кои што се во вториот дел на задачата на обвинителството. Некој очекува дека порано ќе се случи ова, мој пробив. Ние бевме сведоци дека работите со истрагите одеа тешко, воглавно заради меѓу другото и отпорите што беа во институциите. И еве конечно стигнаа до некоја фаза во која што се собраа први побитни докази. Значи фазата правно помина од предистражна една почетна тајна со ова фаза со овиена се уште со велот на тајноста, бидејќи се работи за се уште неистражена доволно материја, во еден степен на формална или веќе официализирана постапка, формална истрага за едно кривично дело, односно практично за комплекс на кривични дела, кои што се врзани околу големата злоупотреба на правото на приватност во Македонија, прислушкувањето, кое што дури излегува од проблемот на приватност, бидејќи, кој што гледаме од таргетите, практично значи упад во целиот систем, вклучително напад врз слободниот бизнис и врз новинарството, академската слобода и што уште нема да излезе. Од тука правното обликување на предметот не е воопшто едноставно, е предмет и на доста правни компликации и контроверзи, бидејќи суштината на неправото се уште прво невообичаена. Кривичниот законник скоро и да не предвидува ситуации или правните системи во модерните европски држави не предвиделе овој тип на рушење на правната држава. Овој тип на организираност и комплексност во злоупотреба на државниот апарат, нешто повеќе од што би било само заробена држава, туку би рекле некаква државна мафија. И тука ќе видиме правно овој случај не само што самиот во себе содржи повеќе кривични дела. Ние сега не можеме дури ни да знаеме за што се точно се работи, бидејќи таргетите и злоупотребите оделе во повеќе сектори. Значи, луѓето обично прашуваат сега зошто не е покренато обвинение за базичното дело на овластено прислушкување. Тоа е само еден мал дел од овој поширок комплекс на злоупотреба. И веројатно за да се покрие целото неправо по квантитет и квалитет,
не е доволно да се оди само на неовластено прислушкување, бидејќи тоа е кривично дело и показната се гледа замислено за инцидентни злоупотреби и ниту пак одговара на вакви системски злоупотреби од сериозни државни органи кои што имаат огромна моќ и кои кога ќе ги злоупотребат практично ја рушат правната држава и демократијата воопшто. И од тука квалитетот на неправо предвиден во неовластено прислушкување не одговара ниту на сите форми, ниту на сите заштитени добра. И веројатно најфлексибилно за оваа фаза од постапката, бидејќи обвинителството допрва формално ќе истражува, допрва некои од предметите што и до сега се очигледно поврзани. Вие гледате злоупотребата, уништувањето на документите се врзани директно со ова. Претходно случајот тврди на уништувањето на опремата. И ја би рекол во некои идеални услови, кога би можеле овие дела и други дела што допрва ќе се надоврзат на ова, кои што се врзани и произлегуваат од содржината, ќе покажат дека се работи за навистина во суштина злосторничко здружување. И само е правно премногу компликувано тој квантитет невообичаен и тој обем и на учесници, иако политичката елита е тоа здруженијето околу кое се собираат сите други извршители, но во крајна линија се собира на голема маса и е проблем како тоа процесно би се извело рационално. И тука е многу дури рано да се зборува. Значи, веројатно истрагата допрва ќе покаже кои се други можеби кривични дела ќе произлезат како конкретни, ќе се работи за многу дела дека се извршени во стек. Можеби ќе се спојат понатако во постапката овој предмет со други предмети, но останува да видиме. Она денеска големиот искачок е што конечно еден државен орган со собрани докази, доста самоуверено на некој начин, доста убедливо, покажа дека оние почетни дилеми што беа предмет на дебата, кој прислушувал како, вклучително и оние првични приказни за тајните служби, странски и жолтите комбиња, дека отпаѓаат и дека фокусот на истрагата, според сите до сега собрани докази, се фокусира врз злоупотребите кои што се извршувани преку тајната полиција или управата за безбедност и контраразузнавање, директно од раководителите таму, кои што се у исто време не само елита во МВР, туку се елита и во ВМРО практично. И во државата. И во државата, тоа. Така што тука ќе има правно различни допрва компликации. Првата и самите ја најавија, или првото големо интересно збинување ќе биде одразот врз за случајот Пуч. Да. Ке зборуваме и за тоа во текот на емисијата. Ги спомнавте странските служби, жолтите комбиња, тоа е едно прашање кое се вртеше веќе цела година кај нас, кој преслушувал. Имаме подготвено еден материјал токму на оваа тема за странските служби, за изјавата на тогашниот премиер Груевски, како е извршено преслушувањето. Јас предлагам да го видиме прво тој прилог, тој е прилогот на колегата Гаврил Сирачевски и потоа ќе продолжиме со емисијата. Ниту странски служби, ниту возила со базни станици не се појавиле во истрагата на СЈО за незаконското прислушување, туку и единствено УБК. Од обвинителството на Катица Јанева не одговорија конкретно дали тоа значи дека екс-премиерот Никола Груевски и останатите функционери кои тврдеа дека аферата е производ на странски служби, дале изјави. Од специјалното јавно обвинителство вела дека појдовна точка за истрагата им била пресудата на вработен во УБК. Ние го поседуваме како доказен материјал и предмет, како што кажавме, беше токму испитувањето дали ја зедовме како појдовна основа и пресудата која што е правосилна и со која што едно лице од вработено поранешно вработено во управата за безбедност и контраразузнавање призна вината. Значи појдовме од таму и испитувавме дали во рамки на управата за безбедност и контраразузнавање вршена злоупотреба на системите и сите докази кои што ги обезбедивме одеа во таа насока. До сега ние не поседуваме докази во насока на тоа дека од страна на странски служби или жолти комбиња или како и да беше вашето прашање, е вршено незаконското следење на комуникациите. Ние може да кажеме во делот на она што се наши сознанија во истрагата, а во однос на делот на изјавите, не се оградуваме.
Екс-премиерот Груевски, повикувајќи се на информации од МВР кога пукна скандалот со прислушувањето, како нарачател ги прозва странските служби. Груевски на прес во влада тогаш соопшти дека странските разузнавачки служби преку непознат сторител со прецизна опрема на повеќе локации од градот ги вршеле прислушувањата. Според досегашните сознанија кои ги добив од Министерството за внатрешни работи, за снимањето стои странска разузнавачка служба и утврди дека повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори, користејќи мобилна опрема, чија локација постојано се менува. Иако опозицијата и дел од експертите го повикаа Груевски повеќе пати да посочи која служба врши незаконски действија и зошто на нивните официјални представници не им е врачена протестна нота или пак не се протерани, тој никогаш не одговори. Да. Јордановска, вие сте истражувачки новинар. Верувам дека работевте некаде, дали директно, дали индиректно и на дел од овие теми. Како сега ви изгледа приказната на засечени, лепени, монтирани разговори, која беше повторувана цело време? Значи, автоматски, после секоја, се извинувам, пресконференција на опозицијата. Не, тоа и тогаш, а и сега ми делува комично. Тука немам дилема, јас тоа ми е некоја приказна која што си се повторува цело време, странски служби, жолти кумбињи, сечени, лепени, монтирани материјали, мислам тоа, како да ви кажам, не го ни перцепирам веќе никако можна вистина, а после денешниот прес кој што за мене беше иницијален и најважен за во досегашната работа на специјалното јавно обвинителство, па воопшто немам сомнеш дека разговорите се автентични, дека тоа што е презентирано е автентично и дека прислушувањето го вршала УБК. Значи тука нема дилема. Мислам дека секој оној што сака да верува во нешто друго, тоа го прави затоа што едноставно решил да стави еден зид пред себе и да не перцепира ништо реално што доаѓа од надвор, а реалноста е многу очигледна. Мислам, сме се обидували да, јас како новинар, сите овие стории што излегували од прислушуваните разговори, а и предходно, и да ги цртаме, и да ги визуализираме, и да ги докажуваме, и да ги документираме. Така што јас и како личност, и како новинар, немам дилема што се случувало и кој го вршал тоа. Мене повеќе ме загрижуваат лицата кои што не сакаат да го сватат тоа. И тоа не лицата кои што го вршеле, тука зборуваме за ВРВ, тука зборуваме за оние кои што имаат корист, меѓутоа голема корист, туку оние што решаваат тоа да го изолираат поради многу ситна корист што е резултат на не само доверба, на непочит кон себе, кон државата, кон своето работно место, кон она што го заслужуваат реално како луѓе. Така што тоа е она што мене повеќе ме плаши во случајот. Мислите дека тие лица и после денешната пресконференција нема да бидат убедени? Јас сум апсолутно сигурна во тоа. Тоа го гледам и според коментарите и на социјалните мрежи, јас според оној што се представува во останатите национални медиуми кои што се под контрола на власта. И тоа е тоа што им се пласира на луѓето, дека СЈО е продолжена рака на СДСМ и таа реченица, вие кога ќе ја повторите едно 20 пати, тоа го повторувате 20 пати на ден, има лица кои што таа им е врежана и тука нема веќе што и да се каже, па макар и видео снимка да се пушти директно како Груевски седи со слушалки на уши и не слуша, ќе речат и ова е монтирано. И до тие лица е најтешко реално да се допре. И затоа затоа јас како новина се обидувам и да го цртам тоа и како тече процесот на прислушување, и тоа целото да се визуализира, и тоа целото да се прикаже многу едноставно за да се види дека нема друг начин освен управата за безбедност и контраразузнавање да го врши тоа. Нема, жолти кубиња не шетаат низ градот да не снимаат, нема кој друг да не снима. Мислам, тоа е тоа. Професоре, го начнавме прашањето за импликациите сега врз случајот Пуч после денешнава пресконференција и ова истрагата Таргет. Што ќе се случува сега со процесот Пуч, каде лидерот на опозицијата Зоран Заев и Зоран Верушевски се обвинети дека го организирале незаконското прислушување? Прво сакам да се надоврзам на ова дискусијата околу тоа дали што е докажано, што не е докажано. Значи, за потреби на утврдување на одговорност на конкретни лица, допрва ќе треба да се утврдени судските постапки. Меѓутоа,
за политичка одговорност или за друг тип на одговорност, доволни се и некои докази, дури што ги имам и вака од лентите. Јас некој го гледав, овој господинот Караджовски, председател на Судскиот совет, и он ја продава таа приказна што предаваат и политичарите, сакајќи да избегнат политичка одговорност, и без да има никакви сомненија, бидејќи никој не ги оспори лентите дека се автентични. Сите се повикуваат на строгите стандарди во кривична постапка, кои што се најстроги стандарди за докажување, бидејќи на луѓето на крај им наметнувате една тешка санкција, не знам, долгогодишни казни, затвор и слично. Меѓутоа, за потребите на довербата во определени институции, одговорноста, например, на судиите, е доволно вие, кај судија за кој што има снимен разговор, јавноста да има сомнение кој што се со определен степен на веродостојност, речи си неспорни, независно дали се дури дојдени и од материјали за кои што законитоста може би е спорна. А тоа е, ќе видиме, исто така многу деликатно прашање, особено ако се покаже, како што води сега истрагата, дека политичката елита која што го вршала прислушкувањето, сака сега да направи една правна екзибиција и да го искористи собствената незаконитост во своја одбрана пред кривични судови. Но приказните, и тоа е велам посебно и многу интересно прашање, но избегнувањето на одговорноста за влијанијата врз судството и слично, со тоа дека ние ќе чекаме во судска постапка и веруваме само во судска постапка, дека тоа е лага, дека Судскиот совет, например, работи во испитување на определени случаи на одговорност на судиите по стандарди за кривична постапка. Тоа не е точно, туку едноставно е сега една перверзија која што се злоупотребува. Овие истраги покажуваат дека разговорите, како што имаше укажување од извештајот на Прибе, кој што сега исто така го оспоруваат под изговор Прибе бил тука 2-3 дена. Прибе може бил 3 дена, но луѓето што го пишува извештајот се подолго тука и добро ги познаваат состојбите. И таму дури технички беше утврдено со технички средства дека снимките направени од прислушкуваните разговори одговараат дека се направени на исти апарати со овие што се легално направени. Значи, со тој тип на споредување е дојдено до веродостојност или изворот. Сега уште, како што видовме од истрагите, се покажува со споредување на податоците, иако се многу од нив уништени, со податоците кредниот од операторите се останати траги за тоа кои се телефони се прислушкувани. И тоа укажува на ова што нас не интересира, дека УБК прислушкувало и дека тука има голема мера на злоупотреби. Тоа не значи дека нема и друг тип на злоупотреби. Паралелно може прислушкуваат и странски служби. Но тоа не е сега фокусот на истрагата, односно овие разговори не се дојдени на странски служби. Паралелно и луѓе злоупотребуваат. Ја искрено ќе ви кажам, јас сум имал лични проблеми со луѓе или конкретно човек од МВР што е информатичар, и ја не знам таму како доаѓаат до механизми. Меѓутоа, имаат пристап до моите податоци, моите SMS пораки, ги злоупотребуваат во приватни цели. Ако може човек што не работи во УПК, а информатичар во Министерството, да ги злоупотребува податоците за приватни, да речам, мотиви и потреби, замислете што може шефот на тајната полиција. И тоа го правеле. Тоа е страшна одговорност во една правна држава. МВР мора да обезбеди на граѓаните, а богами операторите, да обезбедат механизми што ќе ни гарантираат за нашата приватност. А они сами да продуцираат незаконитост, тоа е скандал невиден, за кој што апсолутно мора да се сноси и морална, и кривична, и друга материјална одговорност. А богами и овие сите луѓе што се прислушкувани, исклучително и мене, јас конкретно сум 500 дена прислушкувам. Што е тоа 500 дена? Јас углавно зборувам на телефон за музика и за хај-фај. Тоа 500 часа, колку само трошок е направен за ништо. Да се вратам на Пуч. Тука навистина има многу интересна ситуација. Практично тезата на случајот што е застапувана, значи Пуч, обвинението е застапувано од друго обвинителство. Обвинителството специјално на Катицејанова го наследи случајот таков како што е со подигнато обвинение.
тие туку очигледно, и јас лично нарече, мене ми личи дека Катица Јанева требаше практично да се откаже тоа обвинение уште многу порано, кога се виде во која насока се овие другите истраги, кога веќе се виде од уништените материјали, фалсификуваните и други докази дека до тогашните истраги дека приказната за тоа дека луѓето на Верушевски го вршеле прислушкувањето со некои мотиви вакви или онакви, како што стојат во она позната пресуда од спогодувањето. Може би се плашала од негативниот пиар, од тие негативни очигледно, политички импликации. Имаше тука огромен притисок, значи огромен притисок очигледен, дека доколку се откаже, да се потсетиме на ослободувањето на Верушевскиот притвор. Доколку се откаже дека тука и претпоставувам нивната стратегија била во смисла на тоа дека кога ќе се изведат доказите во текот на судењето, дека ќе се види нешто друга правна ситуација. Сега, бидејќи тоа не го видовме за време на расправите кои што не почна, претпоставувам дека оваа нова ситуација, кога истрагите созреа по овие последните собрани материјали од истрагата на СЈО, кога дојде до оваа фаза да се isprofilira дека други лица се осомничени, дека мотивите се други, тоа е веќе сосема друга приказна. И дури во денешното соопштение, односно пресконференција, имаше и директна релација со Пуч. Значи, они самите кажаа дека во Пуч веројатно ќе има некоја друга стратегија. Ги прикажа осудениот, ако не се лажам, ја барем така го препознав, осудениот на казна затвор за погодувањето, еден од тие двајца луѓе што работеле во УБК, и кој што според обвинението на претходното, на државното обвинителство, а со негово признание дадено во посебни услови, и кој го оспорува, не знам дали е познато на јавноста, дека по иницијатива на осудениот, заборив како се викаше, Звонко Костовски, СЈО поднесе барање на заштита на законитост и пред Врховниот суд, на негово барање го оспорува. Тоа значи дека практично тој индиректно или дури директно би рекле, го повлекува назад своето признание. Тоа кажува дека допрва ќе треба да се испита под какви услови е дадено, зошто и како е дадено такво признание, дали имаме притисок врз сведок, лажно сведочење, ќе видиме допрва тоа правно и суштински ќе се расчистува. И како е можно од притвор, затоа што во тој период и Верушевски и Звонко Костовски беа во Идризово, а прислушувањето според денешната пресконференција на СЈО се уште траело. Значи, ако тоа било по нивни налог, како тој налог се уште траел, додека осомничените, тоест обвинетите веќе биле во притвор. Звонко Костовски во тој период теоретски, они се покажано е сега дека други луѓе се осомничени, јас кога што знам во тие 10 сега се други, меѓутоа други, а овие двајца што се осудени, односно едниот е во постапка, а другиот е осуден по постапка за спогодување, се дадени во светлина дека се на некој начин свиркачи, дека тие откако го забележале незаконитото постапување, ги доставиле материјалите преку едниот до другиот, до Верушевски, до опозицијската СДСМ и на крај до СЈО, и се прикажени во таква светлина дека нивните мотиви се благородни во смисла на свиркачи да се обелодени криминали и слично. Но дури да не е така, тоа веројатно истрагата ќе го покаже, ние сега немаме многу можности да шпекулираме со тоа. Едно е сигурно дека тешко е веројатно дека само тие или тие биле главни кои што го вршеле тоа, бидејќи дури и тешко е да се верува дека во тој систем би можеле таква масовна преслушкување да изведат двајца. Но друго е сигурно, и низ примерот што ја го кажав, дека системот таму, наспроти нормативната поставеност и наспроти сите модерни методи на заштита да се регистрира кој како влага и се,
од мотиви на алчност, на злоба, на желба за власт и што ја знам, или можеби од некоја забеганост, се растурени по повеќе основи. Па дури самиот факт што овие као свиркачи или дури да се иницијатори успевале да изнесуваат материјали. Значи, можноста од врвот па надоле системот бил дека сето тоа било направено пораметен. Онака не било прецизно, не било педантно направено, немало добра организација за тоа. Искрено да ви кажам, се распаднало на крај сето тоа како кула. Јас лично сум се интересирал да се запознам и за потреби на едно моje истражување, а бога ми кога беше актуелна дисертацијата. Вие знаете дека второсомничениот одбрани дисертација дека нема злоупотреби и тој дури гарантира. Тоа би можело да биде забавно прашање што ќе се случи со академската судбина на неговата дисертација, бидејќи тоа укажува, ако се докаже дека тој е иницијатор и манипулатор во сите овие прислушкувања, уште и нас не залажувал како системот е функционален и докажал теза која што самиот ја побил со своите, ако се докаже обвинението со своите постапки, тоа значи дека академски не бил честен. Но во текот на тезата и во едно мое друго истражување јас се обидов да дојдам до овие внатрешни процедури во МВР, бидејќи Закон за кривична постапка, Закон за следење на комуникации и Закон за електронски комуникации, они уредуваат надворешни процедури, односот со судот и слично. Внатре аплицирањето и заштитни механизми се уредени со правни прописи кои што не се достапни за тајноста, бидејќи самите се класифицирани. И еве дури и јас, ако ги барам као научна јавност, новинарите да ги познават, или сега имаме право дури од аспект на истрагата да се види како тоа идело. Веројатно на СЈО му се достапни материјалите како такви, но за пошироката јавност тоа не беше возможно. Но луѓето тврдеа дека толку се тие комплицирани и невозможно да се злоупотребат, што бидејќи тоа се и на вистина би требало во нормална и демократска држава со сите можности што постојат во такви скапи системи да се регистрира. Но ако е скапано во системот од озгора, тогаш разбирате кога има еден таков корумпиран систем, веќе немате што да ве спречи и самите можеби на некој начин да го злоупотребите. Ова што го кажа колешката е исто така стравично. Нивниот безобразието на оваа структура, наспроти обзнанените докази во бомбите, наспроти формирање на посебни органи што ќе го исследуваат, да продолжат да прислушкуваат. Пазете, тоа е една бескрупулозност. Трагиот прислушувани разговори биле најдени во опремата која е проверена сега. Значи, кога влезе КТЦ Јанева во правата, кога дошол експертот од Ериксон, значи на третата опрема која сега служи, биле најдени траги од прислушувани разговори. Да, од она и што се информавме, ја првично ме интересираше како изгледа тој цел процес. Тоа е малку сакав да го доловам пластично како тоа изгледа, значи од УБК шифрираните податоци кога ќе се внесе телефонски број за следење, треба да се сподели до телекомуникацијскиот оператор и фактички опремата на Ериксон е како линк меѓу тие два. Треба да ја преведе јазикот на опремата на УБК со јазикот на телекомуникацијскиот оператор за да може да почне прислушувањето фактички. Сега, предходната опрема, старата опрема била уништена. Значи новата опрема е само од 2015 година па наваму. Поентата беше да се извадат податоците од опремата на Ериксон, која што е линкот меѓу УБК и телекомуникацијските оператори, за да се види која што е постара патем, за да се извлечат од таму известни броеви и последната инстанца, телекомуникацијските оператори да ги дадат своите наводи, односно броевите кои што биле следени, и од овие три да се споредат сите телефонски броеви. Доколку некој одскокнува, нели, го има на едно место, а го нема на друго, значи дека биле бричани податоци.
сега, од УБК, од опремата на УБК, значи ние ги имаме податоците само за 2015 година, за претходно ги нема, бидејќи опремата е уништена. Од опремата на Ериксон, која што не знам од кој датум потекнува, од која година, но е малку постара, да речеме ги има од 2014. Што значи крајната инстанца, оној кој што треба да ги има сите прислушувани телефонски броеви од 2008 година наваму, се телекомуникацијските оператори. Сега VP1, како што рекоа, ги имаат доставено, меѓутоа Телеком ги нема. И тука знаеме зошто, реално, мислам, знаеме кој е главен директор, оперативен директор на Телеком, Жарко Луковски, кој што е патем вмешан во еден тон бизниси со директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, кој што е првиот собственик на офшор компанијата Иксико, кој што е во бизнис релации со Владислав Стајковиќ, значи тоа се една мрежа на лица кои што се поврзани, кои од нив се прокси личности, кои од нив се високи функционери. Тука исто и Небојша Стајковиќ, кој што до вчера беше помошник министар за внатрешни работи и кој што е исто првиот директор на Ексико, така што тоа е една мрежа на луѓе кои што постојано тоа од 2001 па наваму си формирале своји фирми, не знам, тендери, мали фирмички кои што ќе служат само за добивање тендери па за да се вртат парите и тука лесно се наоѓа трагата, меѓутоа тие бизнис релации тешко да се пробијат. И после се прашуваме зошто Телеком не ги дава информациите. Нема да ги даде, не ги дава. Додека не се надевам барем дека ќе има судска наредба да се влезе таму, бидејќи таа е крајната инстанца која што може да даде целосна слика за она што се случувало, бидејќи првата опрема е уништена. Сега затоа мислам дека и овој случај и треба да се крене на повисоко ниво и не знам дали е за тоа известен и Маđар Телеком и сите инстанции кои што треба да бидат и кои што се наоѓаат под македонскиот Телеком за да се изнесе на виделина се она што се случувало. Ние малку ги забораваме и секогаш ги забошотуваме телекомуникацијските оператори кои што се многу клучна инстанца во целото ова. Да, Mađar Телеком оди кон Deutsche Telekom и тука доаѓаме до една нова импликација на целиот овој случај, значи поврзана со мешаност на една огромна странска компанија, на еден светски бренд, сега во оваа приказна сакајки или не сакајки, која во овој случај во Македонија има и државно сопствеништво дел. Професоре Јордановска го кажа тоа, значи што е сега потребно правно за да се добијат податоците од Телеком доколку се ја осака. Значи мора судска наредба. Доколку компанијата не соработува како што велат. Искрено да ви кажам, би шпекулирал тука кога би тврдел. Факт е дека дел од податоците, кои што се клучни во случајов, се направени во друг оператор, не во Телеком. Дали во времето, едно време овие два оператора беа разделени, не сум сигурен кој од нив ги правил. Ја кога што разбрав од приказките дека овој оператор не затоа што имал обврска, туку на некој начин да се заштити себе си, има правено некакви копии од некаков си еден вид листинг на дневна база од сите остварени упади на УБК во разговорите што ги покриваат нивната мрежа. Тука не сум сигурен дека тоа е обврска, претпоставувам дека некој што повеќе се разбира во оваа материја на обврските на операторите, ќе знае повеќе, но начинот на кој што ја разбрав е дека не е произлегувала од некоја законска обврска или некакви стандарди, тука да овој оператор на некој начин да се заштити себе си, направил или правил такви копии од сите влезови во тој систем. За VIP зборуваме? За VIP и One зборуваме. Тоа значи дека ако е тоа правено во тој систем не заради стандард, можно е дека такви копии да нема во Телеком. Ако е тоа стандард, што е правен нормално, може се исто така две ситуации, да е правен во една компанија, во друга да не е правен од определени причини, или таму да се бришани
заради некои релации што ги спомна колешката. Така што тоа допрва ќе биде веројатно предмет на истрага и претпоставувам дека доколку било тоа достапно, дека СЈО ќе го прибавила до сега, ако имало, значи ако такви клучни докази нашла или ги искористили кај едниот оператор, а тие биле достапни и кај друг оператор, тогаш не е логично да не е направен обид и од таму да се приберат. Но велам, тука има две-три опции. Дали не е само дали тие пробали или тоа не го знаеме, да дојдат до тие податоци, бидејќи нема, доколку такви податоци постојат, со судска наредба тие секого може да се добијат. И тоа нема никакво сомнение дека не може, особено ја не верувам дека и покрај влијанието или можното влијание на директорот, не верувам дека една странска компанија од типот на Телеком би правела определени мучки, да што вика народот, заради некакви лични интереси, па дека се и даде директорот. Мислам дека тоа е една голема компанија. Да не го заборавиме случајот кој се води во Њујорк. Добро. Исто така за Телеком. Не, и не мора да е тоа. Едноставно, многу е лесно сигналот од опремата на Ериксон само се испраќа од телекомуникацијските оператори и тој автоматски го таргетира бројот кој што почнува да се снима. Што е тогаш проблемот? Истиот тој листинг да се извади. Мислам, мене ми личи невозможно да не може да се извади листинг на прислушувани броеви. Тоа ми е, ева ги, како лаик во телекомуникацијска технологија, ми личи невозможно, особено поради фактот што едниот оператор може, другиот да не може. Тоа ми е, мисто, едниот е до пред известно време и поголем, и се уште уствари поголем, најголем телекомуникацијски оператор. Сега, дека тоа било, дека они можеби не знаеле дека тоа се прави незаконски, да, не знаеле, бидејќи налогот доаѓа од убака и нема зошто тука да се допроверува. Меѓутоа, мислам дека поради лични бизнис интереси, можно е сега да не се даваат тие податоци, само поради додека нема судска наредба. Да. Добро. Ќе продолжиме со емисијата, мораме да повикаме уште еден блок реклами, малку да одмориме и гледачите исто така и потоа се враќаме во студиото. Се враќаме во студиото. Значи, Јордановска на денешниот прес на СЈО беа кажани, уште 20 новинари беа посочени меѓу оние многу кои се прислушувани. Тоа се Боријан Јовановски и Горан Михайловски. Јас предлагам прво да ја видиме изјавата на Јовановски и потоа продолжуваме. За мене не беше изненадување кога беа објавени бомбите, дека сме прислушувани, бидејќи тоа во еден подолг период тоа беше една јавна тајна дека во државата се прислушува. Мислам, тоа просто како да го знаеа сите. И веројатно ние што сме биле малку поекспонирани, критички ориентирани кон власта, за очекување беше дека бевме слушани, но се разбира дека она што е шок е дрскоста на тие служби да си дозволат и после објавувањето на бомбите од страна на Заев да продолжат да не слушаат. Мислам, тоа стварно не го очекував, но изгледа нема крај на изненадувањето од овој режим. А ние секако имаме веќе поголема група на новинари, веќе имаме една тужба колективна, која ја приложивме веднаш од како беа објавени бомбите од страна на лидерот на опозицијата, но се разбира со оглед на новиот развој на настаните и информациите кои еве и сега ги добиваме и се уште откриваме работи околу целата афера, вреди да се размисли, да се консултираме што и како ќе се прави, но во секој случај мислам дека треба да ги искористиме сите правни средства и инструменти за да просто правдата си го добие она што го заслужува. Она од што јас имам увид во тоа во кои периоди сум прислушуван, од кои броеви и така натаму, станува збор, што е многу интересно, за периоди кога редакцијата на Нова работеше на едно големо истражување за депонијата Дрисла, кога потоа исто така впечатливо е што мене и мојата колешка Сашка Цветковска така поприлично во еден подолг период интензивно се потрудиле да не слушаат, кога
Сашка работеше на незината сторија за бизнисите на Сашо Мијалков. Така што очигледно имале некаков интерес, дали на тој начин се обидувале да не спречат да дојдат до информации, да ги откријат нашите извори за да ја компрометираат сторијата, не знам, предпоставувам дека такви некои мотиви имале, но во тоа, како што знаете, не успеале, конкретнава сторија на Цетковска е објавена и доби за наша голема радост и награда од Европската унија за истражувачко новинарство. Да, ова беше колегата Јовановски. Јордановска од редакцијата на ова вела дека биле преслушувани во период кога работеле на некои прилично интригантни стори и вие исто така кажавте дека во тој период работевте. Ја спомнавте фирмата Ексико, вие ги истражувавте и компаниите кои се поврзани со доскорешниот прв човек на УБК Сашо Мијалков. Бевте преслушувани баш во тој период? Да, најинтересно е тоа што денес, кога беше кажана точно датумот кога почнало прислушувањето на мојот мобилен телефон, точно 10 дена претходно, јас со колегите Владо Апостолов и Сашка Цветковска го објавивме истражувањето за Медиапедија, односно собствеништвото на интернет порталите. Тоа почна навидум како обична потрага по тоа кој се крие за одреден портал, меѓутоа не доведе до многу интересни фирми кои што сега се под истрага на специјалното јавно обвинителство. Дел од тие лица првично беа аболирани од претседателот Иванов, потоа беше повлечена аболицијата. Како и да е, тогаш за прв пат во јавноста излезе фирмата Финзи, која што се јавуваше како собственик на порталот Нетпрес и знаеме дека нели сега починатиот Коста Крпач се јавуваше и се уште се јавува, што е многу чудно, како собственик на таа фирма. Преку оваа фирма, подоцна, ние тогаш, во тој период, реално и не бевме свесни до какви податоци сме стигнале, бидејќи таа фирма прв пат ја слушнавме и ние, а и јавноста. За подоцна се испостави дека преку таа фирма одела набавката за опремата за прислушување, преку за потребите на МВР и дека на таа фирма има некој основачки влог од 650.000 евра кои што доаѓаат преку Кипар и потоа со тие пари е отворена СИФИКАР, односно Систина кардиологија на бизнисменот Орце Камчев. Така што тоа бе едни големи шеми кои што ние се обидувавме да ги одгатнеме, бидејќи беше јасно дека фирма која што се крие во Соединетите Американски држави не може да биде туку така, нема зошто да се крие, кога е само едноставно собственик на еден веб портал информативен, сам што не е ништо интригантно, не е ништо незаконски, тоа не тераше да цртаме, да правиме некакви врски за да дојдеме до многу клучни луѓе кои што биле вмешани во една мрежа на нешто многу поголемо од тоа што тогаш го мислевме во 2014 година. Например, тргнавме и од тоа кој се крие зад Радио Слободна Македонија, радиостаницата, испадна дека тоа е фирмата НВСП, која што чисто газда беше Владислав Стајковиќ. Неговиот брат Небојша Стајковиќ, помошник министар во МВР за информатички технологии, беше до пред извесно време. Така што сите тие бизнис релации во тој период ги откривме и ги објавивме и тој датум на првото објавување на првата истражувачка сторија која што ги содржаше сите овие имиња, а се уште не бевме свесни до каде ќе не доведат, одмah 10 дена подоцна почнало прислушувањето. Понатаму во истата таа година следеа низа истражувања и за тоа кој се крие за Ексико и во Бирн за Призма ги работевме сите тие офшор врски помеѓу Ексико, Лугано, Белизе, сите фирми кои што не доведоа до високи функционери на власт. Така што, затоа реков, периодот во кој што се вршело тоа прислушување воопшто не ме чуди. Добро, кога ќе се вратите вака наназад, кога почнало преслушувањето и потоа приказите што сте ги правеле, вака можете ли да се сетите на некаква
импликација која би може би произлегла од тоа што ве слушале? Дали може би некој извор кој ви се јавил подоцна се предомислил? Дали насетувате нешто така дека има некаква инволвираност во приказните од тие што ве прислушувале? Има. Јас од транскриптите првично што ги добив од СДСМ минатата година, имав еден разговор со сега починатиот собственик Никола Младенов на Фокус. Тоа беше во периодот дека работев во Фокус. Работевме на голема истражувачка сторија и точно во транскриптите јас и Младенов договараме, требаше да се видиме со човек кој што беше подготвен да зборува, меѓутоа анонимно, и да ни даде информации за една голема афера која што тогаш ја работевме. Беше подготвен и сето тоа течеше глатко. Јас разговорот што го добив од транскриптите му кажувам на Младенов, му соопштувам кога и каде треба да се сретнам, дека човекот се согласил да се видиме и подоцна буквално исчезна тој човек. Значи не сакаше ни да се видиме, ми каже извинете, јас голема грешка направив, не требаше да ви го кажам, немам ништо што да ви кажам. Наеднаш целиот однос се смени. И јас кога првично го видов тој разговор, кога ја добив таа папка на прислушувани разговори, ми стана јасно и зошто, затоа што беше како да разговарам претходно со еден човек, а потоа со диаметрално друг човек. Така што импликации има од она што можев да го видам црно на бело. Од тоа што не можам да го видам, можам да замислам колкава се штета е нанесена и на јавноста, и на читателите, и на мене како новинари, на сите останати новинари кои што биле прислушувани. И на вистината. И на вистината, да, на крајот. Професоре, што е сега со овие сите луѓе за кои што зборуваме, еве, како овој господин кој што се предомислил, но и сите оние кои биле прислушувани, дека била прислушувана Мери Јордановска, или сите овие други 5200 и нешто луѓе. Каде се нивните права? Можат ли, освен овие кои се директно прислушувани, и овие кои се индиректно да бараат сега одштета и од кого? Несомнено дека сите што се незаконски прислушкувани може да бараат штета. Ние имаме веќе во нашата судска практика вакви случаи од претходните афери. Сега бројот е многу поголем. Да, мислам дека може има неколку нивоа. Претпоставувам дека истражување, само ќе кажам дека споредено со претходните такви случаи, дека вели дека можеби оштетата би можела да се движи од 30 милиони евра, доколку ги поднесат теоретски сите овие 5000 и нешто луѓе, а доколку сите они пута 10 луѓе со кои што зборувале сите поднесат, сумата би можела да биде и до 300 милиони евра, да речем, например. Прво, веројатно, за барање оштета би била државата. Конкретно Министерството за внатрешни работи. За нормални друг тип на случаи, да речеме, кога ако ве претепа или ве малтретира полицаец, у принцип може да добиете од државата надомест, а тој кривично одговара, државата може да бара од него определени средства назад. Има случаи каде што се добиени директно штета од самите обвинети. Овдека, фала Богу, некои од овие имаат и добри имоти и банкарски конта, што тоа не е исклучено да се бара. Значи, поделбата помеѓу одговорноста на државата и на лицата што тоа го правиле во службена форма е деликатна, особено кога тука се работи за очигледни злоупотреби. Значи, тие практично дел од тие злоупотреби не се вршени за интереси на државата, туку сосема за лични интереси. И тука од такви чисти случаи би може да се бара директно штета и од но постои велама и одговорност на државата. Трето би можело да се бара штета од овие големите компании од типот на Телеком и ВИП и слично, кои што имаат собствена одговорност. Сега тие се вадат за нив е деликатно. Они се ставени навистина во некоја глупа ситуација со нашите закони, ако не се лажам со овој закон за електронски комуникации, да законски се обврзани. Старата практика, каде што тие одговараат да контролираат дали има наредби, па да овозможат пристап, ја дадат на доварба, на тањер на МВР, само да се бира
и само пред себе да одговарат дали има судска наредба или не, односно тие веќе немаат директно влијание врз секој конкретен случај, така барем изгледа, но нивната одговорност е деликатна бидејќи и тие, особено ако имале вакви податоци, како што ВИП и Космофон ги задржале, било веќе очигледно дека бројот на прислушкувани разговори очигледно и несомнено ги надминува законските некоја законска предпоставена бројка на следење на комуникации. И мислам дека тука тешко би можело да се прават условно речено на тошот. Значи би можело да се утврди определена одговорност наспроти тоа што тие имале некаква законска обврска. Тука не доведува до размислување на тоа што истрагите понатаму, било на СЈО, било на сите тужители приватно, ќе оди преку прислушкувањата, бидејќи сега за сега немаме информации дали злоупотребени објекти биле само разговорите и СМС пораките, или било тоа и други форми на комуникација, особено електронската пошта. Електронската пошта е исто така еден многу важен домен во секојдневниот живот, во бизнис сферата, доколку и тие биле пробиени тука допрва, ја не знам, барем ова со СЈО е фокусирано сега за сега на телефонските прислушкувања. Се разбира, има тука и други форми на злоупотреба што техниката ги овозможува, од типот на тоа врз основа на податоци што ги имаат мрежите, да ве лоцираат каде сте. Значи, не само што знаат кој со кого зборувал, тука да ве лоцираат, па да се прави анализа каде се движеле, со кој сте се дружеле. Упаѓањето во приватноста врз основа на модерните техники оди многу подалеку од она што е само упаѓање во конкретна содржина на определени пораки. Бидејќи точно ќе знаат кај сте биле, со кој сте се дружеле, колку пати, на кои мрежи сте биле, што ве интересира. Ма не само тоа, и ние го знаеме дека веќе беше објавена истрага и за Финзи, дека е набавен софтверот FinFisher преку фирмата Финзи за потребите на МВР. FinFisher софтверот е точно за следење на... Тоа не се спомнува во истрагите. Да, сега не се спомнува. Меѓутоа, значи, останува како отворено, што значи допрва ќе слушаме за тоа. Тоа е софтвер за следење на електронски комуникации, што значи секој поместување на маусот на нечи компјутер, тоа некој таму може да го следи. Значи, тоа е веќе еден втор дел кој што треба да се разгледува, а не е чепнат со оваа истрага денес што ја чувме. Значи, ова носи многу поголеми импликации од тоа што може да го замислиме. Дури и на вистина не можеме да ги замислиме штетите. Не знам ни колку е тоа возможно ни во пари да се измери. Како ќе се мери таа штета на некој бизнисмен кој што на сметка на ова му пропаднал бизнисот, како тоа ќе се измери во пари, како ќе се измери штетата што е нанесена на обичните граѓани, нивната приватност нарушена, изгубени извори на новинари, изгубени клиенти, мислам тоа се сето импликации. Де факто штета трпат сите и тие што не се прислушкувани, бидејќи вие кои ќе изгубите доверба и која се ствара на атмосфера на параноја дека секој ве слуша, дека секој се знае, тогаш како општество и како поединци трпите дури да не сте во овие 5000 или колку и да било. Тоа се се бројки кои што се уште се работни, но она како општество ние имаме веројатно поголем проблем од она што е сега конкретна штета на секој поединец. Односно треба сериозно да размислиме како ќе се стави крај на овие служби. Ние излеговме од едно општество кое што беше обвинувано за злоупотреби на тајната полиција и слите, и самите овие владеачката партија ден сплюка по тој период, во смисла комуњари, тајна полиција, све нешто недемократија, а не внесува во уште поголемо лудило или нарушување на приватноста што било кога постоело, особено делумно и заради тоа што и модерната технологија сега дозволува, односно возможува поголем упат од она што некогаш било можно. Но како и да е, злоупотребите се од тој аспект огромни и се покажува дека тајните служби и натаму, ова е доказ, и натаму служеле на една тесна политичка елита на владеачката партија и врска немале со колку време само трошеле на
на овие приватни работи, злоупотреби, наспроти тоа да се вршат својата работа. И од тука треба сериозно да се размисли што кој се каква на служба не треба, кој навистина тие служби ќе ги и можеби ова ни требаше за да се прекине на пракса. Ние до вчера скоро сите си свиркавме, не може комисијата за надзор дури ни собранието да влезе во УБК, не може ни обвинителство, не се ни обидуваше. Прв пат Катица ја нема се обиде да влезе, па таму ја шиканираа. Значи, они се една држава во држава каде што уживаат се уште тајните служби во тој статус, дека они се држава и нив модели на узор, не им се некои демократски држави стандарди, они сите сакаат да се мосат, сакаат во некој си филм живеат, они имаат некои проблеми, тоа значи дека и образованието на тие кадри, нивната обука, едноставно немаат платформа, кој им е непријателот. Тие немаат платформа, кој е непријателот. И они влегуваат во филм, дека уствари непријателот е тој што е непријател на политичката елита и дека тоа е окей. И никој што, значи ние едноставно треба тој цел сектор да го претумбаме, дел да му земеме одговорност, дел да поставиме некои сериозни механизми, бидејќи колку пати не се случува, еднаш, два пати, три пати во еден мал период и се посериозно. Мене ми се ако треба да наоѓаме добро. Кажав за тоа и на почетокот. Колку импликации излегуваат од овој случај? Значи, тоа е неверојатно како се шират не сите пори на општеството овие системски, колку системски проблеми излегуваат од ова нелегално прислушување. Ама ја дури се обидувам вака да го сватам како тоа почнува кога ќе ја имаш целата моќ и сите институции под своја контрола, а ти си таму затворен во некоја ќошија, имаш целата опрема што можеш да следиш се и прво викаш чекај да видам овие невладините нешто таму објавија, чекај да видам со кого комуницираат, па тоа оди ама сега и овие објавија една сторија, чекај да видам и тие. И тоа веќе се шири тој круг, се шири, на крај веќе излегува од контрола. И тоа се знаело дека ќе пукне. И импликации има по секој, буквално по секој, меѓутоа мене ми се, ако треба да најдеме нешто добро во ова е што и оштетените и осомничените добиваат лик. Ете, оштетена сум јас, оштетена професорот Каладжиев, оштетени се други. Јас дури и би инсистирала кога за тоа ќе има услови да се објави листата на сите, тогаш кога ќе добие лик сето ова ќе се знае секој граѓанин по име, по презиме и по лик за колку и како бил оштетен. И тогаш веќе криминалот кој што сега кога ќе кажеме 3 милиони евра, немаме осет за тие пари колку се всушност проневерени, сега кога ќе ги видиме ликовите на тие луѓе многу поинаку. Така што се демистифицираше целиот тој процес, УБК се демистифицираше. Мијалков знаеме како го гледаме, Горан Груевски не ни знаевме дека постои. Сега тие лица знаеме или барем има некакви сомнежи за тоа што правеле и како тоа го правеле. Нешто што порано беше целосна мистерија, енигма, со шепотење кога ги зборувавме нивните имиња. Сега се си добива лик и тоа мислам дека е еден барем почеток, можам да го наречам, на откривање и на демистификација на целиот процес на злоупотреби на службената положба. Професоре, денеска СЈО кажа дека и за овој случај нема да побараат посебни мерки од судот. На што ви личи сега вас тоа, бидејќи има различни толкувања? Едно толкување е дека СЈО веќе не бара премногу и не ги бара тие посебни мерки, бидејќи не ги добива од судот и не се ни надеваат, додека од специјалното јавно обвинителство кажаа дека тие процениле дека нема потреба. Но со оглед на тоа дека и самите кажаа дека и новата опрема се уште служила за преслушување, а видовме и какви проблеми има, како што кажавте, при обидот да влезат во УБК да добијат докази, мислите ли дека е правилна таа постапка да не побараат, да речеме, притвор или одземање на пасош или некоја друга мерка за овие осомничени? Мислам дека е правилно постапено. Прво, ја генерално сум противник и мислам дека дури тие самите го осознаат тоа. Они на почетокот влегоа веројатно со стариот филм дека секој сериозен криминал автоматски соди, ја покажува сериозноста и на истрагите на случајот со притвори,
со посебни мерки. Па така не Мене научи. тоа секако ми личало, секогаш што бил противник. Значи поздравувам оваа практика, ја поздравувам било од кои причини да доаѓа. Ако ја разглобиме, можено е да се претпостави дека секако веќе очекувате неке да губат енергија, дека тие мерки судот нема да ги одобри, бидејќи гледаме судот се разоткри, оваа епизодија со Панчевски како председател и сите тие ликови стана еден циркус. И од тој циркус не е доста и веројатно и в нив име доста, тоа толку се разоткри што стана огавно, да речем, на некој начин. И мислам дека тие тука си штедат на некој начин енергија. Второ, стратешки губат. Они таму се појавуваат, со денови ги малтретираат, мораат да покажат сите докази што ги имаат, едно, друго, трето. И мислам дека објективно, со самото тоа, истрагата повеќе трпи на конспиративност, отколку што ефекти ќе се постигнат доколку тие лица навистина им се определат мерки. Веројатно тоа се некои од мотивите зошто. Мислите дека вака е поефикасно? Па 30 најмалку 30 тие. Прво можеби созрела кај нив мислела дека тие мерки навистина треба да се чуваат за некои само вонредни ситуации. Ако тоа биде некој нов стандард во македонското правосудство, тоа би бил и нивни придонес. Па Бога ми придонес на судството за целата таа перверзија дека судството почна критички да гледа, затоа што од суштина беше заштитнички поставено спрема овие структури осомничени за сериозен криминал, а кои што ги владеат и знаеме како и зошто судските структури, но сепак таа практика, од кои мотиви да ја доедена, условно ќе речам, треба да се поздрави, а овие другите предпоставуваат веројатно дека секако нема да им успее и не им се исплати. Сигурно е тоа, затоа што дел од осомничените, па и обвинетите, се уште се на тие функции. И они реално може да влијаат на сведоци, реално може да уништат документи, тоа се факти. Тоа нема, они секој ден одат на работа таму, на истото место, со истите материјали, работат со истите документи за кои што се обвинати. И така што условите за притвор, реално гледано според досегашното искуство, се далек повеќе од исполнети. Меѓутоа, јас искрено исто мислам дека крена раце, затоа што до сега не видовме, освен Груевски, кој што влезе па излезе од притвор, друг пример не видовме, не им беше уважено ниту една мерка, Имаше и во Битола, ниту едно барање. Тие осомничените во транспортер, директорите некои, и градоначалникот од Домаш. Градоначалникот, да. Добро, на дебатата која се беше на правниот факултет, каде беа Катица Јанева и Марко Зврлевски го повтори својот став дека тој смета дека е специјалното јавно обвинителство неуставно. И дури она што го кажа на дебатата може да се свати како една индиректна закана, дека и онака Уставниот суд се уште не се поискажал по тоа прашање и дека тоа се очекува. Верувате ли вие, професоре, во едно такво можно сценарио? Уставниот суд сепак... Мене поскандалозен беше делот од неговите ставови, кои што не се прв пат, за тоа дека они работат супер и дека СЈО бил резултат само една политичка партија, а Прибе бил некој неинформиран тип, која теза и ЕУ немало врска, која теза за нерелевантноста на извештаите на Прибе и Европската комисија ја чувме од Караджовски. Значи, пазете, тоа се фигури од врвот на македонското правосудство. Тоа за мене беше големиот скандал, бидејќи покажува дека оваа владеачка гарнитура, иако глуми дека ќе е спремна за реформи, од друга страна, безобразно, ги отфрла извештаите и состојбите дека се такви негативни, туку вели не постои супер, нема непастеризирано судство, нема влијанија, ние сме си добри, значи нема шанси оваа власт и оваа гарнитура, додека не си одат овие лица од јавната сцена, да прави било какви реформи. И тоа е добро, ја го ценам за добро пред избори. Луѓето да сватат дека изборите во Македонија се веројатно големата пресвртница што треба македонската јавност и македонскиот народ да им каже на овие доста беше ова,
ја уништивте правната држава, ние сакаме да живееме во нормално општество, со нормални институции, а не оваа вулгарна демократија што ја пласира ВМРО и кој што тие се надеваа дека по изборите, пазете, не признаваат институции, судство, тоа го кажуваа дека автоматски тие ќе згаснат СЈО, така некако, и дека ќе се легитимираат, дека ќе нема судски постапки, бидејќи постапките на владеачката структура за која што се обвинети, ќе ги легитимираат едни нови избори. И после тие избори да очекуваме ние пак дека сите органи, вклучително и правосудните, ќе служат за нивната нова програма во нови 100 чекори и практично тоа веројатно би било се плашам тоа стварно едно језиво сценарио или би водело Со други зборови, народот ќе каже кој прислушувал. Тоа е паролата, да, народот ќе каже. Да. Па така и викат они, не е шалата, ние се смееме, вака изгледа смешно, ама они веруваат, го продаваат тоа како нешто реално. Професор Калеџиев, Јордановски, ви благодарам за учеството. За жал, времето не истече на оваа една продолжена анализа. Анализата беше продолжена токму поради интересноста на темата и на вонредноста на сето она што денеска го кажа специјалното јавно обвинителство. Вие кажавте дека не видовте во јавноста, дека многу е потресена од ова, како и да е, наша должност е сето ова да го прикажеме, па гледачите нека ценат. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на 24 вести, следува информативниот блок.